Добро, дали се слушаме, професорка? Ало, дали ме слушате? Професорка, дали се слушаме? Се слушаме, да. Добро, почитувани слушатели, еве уште едно интервју со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Ветивме дека ќе направиме ревизија или рекапитулација на она грандиозно дело кое беше направено од одборот на чело со професорката за научната конференција по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Тоа го ветивме, еве го остваруваме, покрај тоа ќе зборуваме и за сквернавењето на гробот на Јане Сандански во Мелник од страна на еден од македонските новинари, тоа мислам чинам се вика Виктор Канзуров, но и збор 2 ќе кажеме за признавањето на македонската црква од страна на Севселенската патријаршија под име Охридска. Професорке, добар ден на вас и добре дојдовте на Македонската радио. Добар ден и вам и на вашите слушатели и гледачи. Така, ние, како што најавив во воведот, се интересиравме доста за она што се случуваше во Република Македонија, што вие со неколку ваши колеги организиравте научна конференција по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, иако знаеме дека Гоце Делчев е роден февруари на 4 февруари, меѓутоа она што кажав во првото интервју, наидовте на поголеми потешкоти и препреки од некои од институциите. Еве, најнапред сакам да ви честитам за тоа што го направивте, убаво дело во право време беше, нели? Сето тоа што стана и сега сакам да ве запрашам вие како организатор, дали сте задоволни од сето тоа што се организираше? Дали го реализиравте комплетно? Видите, ајде да почнеме од почеток. Значи, она што го кажавте вие, тоа е фактички темелот на целата таа организација. Ако вие немате добри соработници, независно колку сте амбициозен и колку сакате да постигнете, вие тоа не може. Значи, ова не го правеше Катерина, ова го правеше одборот, и тој одбор си остана од првиот до последниот ден чесен кон она што си го зацрта, а тоа беше прво е таа конференција, сега второ имаме конкурсите што беа за основците, за литературен и за ликовен труд, и потоа имаме промоција на зборникот од трудови кои што треба да се испечати од оваа конференција. Јас морам да кажам дека сум многу пријатно изненадена од одзивот кој што го имавме, со оглед на тоа што во Македонија реално никој ништо не покрена поголемо. Имаше 2-3 обида за некои средби со историчари, нормално, секој во својот домен, да проговорат за Гоце Делчев. Меѓутоа, како научна конференција или како научен собир, ова беше единствено нешто што ние го направивме. Точно е тоа што го кажавте, дека ветивме дека ќе дадеме отчет за тоа што го работевме или тоа што го зборувавме минатиот пат. И еве сега отчетот е тој. 46 наши колеги се појавија, имаше прекрасни, дури можам да кажам на моменти и ние меѓу себе се запрашувавме како некои од деталите кои што ги бевме слушнале од другите колеги не сме ги воочиле ние досега. Односно, секогаш кога работите историја, знаете дека во некој момент, во некој архив може да ве изненади
некој си документ кој што нормално дотогаш вам не би бил достапен. И токму од таа гледна точка оваа конференција беше многу успешна. Повторно ќе кажам оно што го кажав минатиот пат, многу ми е жал што не беше меѓународна, меѓутоа да не се повторувам за другите работи. Она што мислам дека би било убаво да се каже, рековте дека нашата организација, ете и јас признавам, беше многу макотрпна, беше многу тешка. Не наидовме ние на обструкција на некои институции, ние наидовме на комплетна обструкција од целиот државен врв. Почнувајќи од председателот, од премиерот, од министерот за култура, од министерот за образование и наука, од нашиот институт добивме се на 10.000 денари, минатиот пат кажам дека тоа се околу 160 евра, не знам колку се во австралиски долари, меѓутоа многу е лесно да се пресмета. 200 од евра. Она што ние фактички сакавме да го направиме, тоа е да кажеме дека сме достојни и дека сме доследни наследници на еден од најголемите синови на македонскиот народ. Така што кажавме и при самото отворање дека таа конференција, значи тоа беа моите зборови при отворањето на конференцијата, дека ние не треба да бидеме само горди родители на некои идни поколенија, туку треба да бидеме горди наследници и на некои наши отапкувачи на патот на осамостојувањето, односно самостојна Македонија. Така што морам да го кажам и тоа, за волја на вистината, значи не можеме да премолчиме. Имавме средба со председателот на собрание на наше барање и мене ми е многу драго што пред сите 30 на колку што бевме таму, самиот председател на собранието кажа дека средбата е направена по наше барање, значи не е тоа иницијатива на собранието. Зошто сакавме да влеземе во собранието? Затоа што тоа е највисокиот дом на една држава, државата која што Гоце Делчев ја сонувал и државата која што ние денес треба да ја зачуваме. Така што, искрена благодарност на сите што помогнаа да се оствари таа средба, затоа што на средбата председателот на собранието искажа нешто што, можеби ние не го очекувавме во моментот, рече дека ќе се заложи да се добијат средства за да се испечати зборник од сите овие трудови, значи тоа се сепак средства кои што треба да се дадат за лектура, за колектура, сите ние, вклучително и вие, сите што сме работели и што сме издавале книги, знаеме колку е макотрпна работата од обичен текст да се добие една солидна публикација од која што нормално не треба да се срамиме. Вториот момент кој што исто така го кажа Џафери, тоа е дека сака, односно изрази желба, промоцијата да се одржи токму во тоа собрание, од истата причина која што ја кажав, дека тоа е највисокиот дом на македонската држава, државата која што Гоце Делчев ја сонувал. Така што таа многу кратка средба имаше, значи, 2 поенти. Ние веруваме дека за разлика од сите оние други институции кои што преска ги спомнав, а кои што не мрднаа со прст, дека Џафери ќе си достои на зборот и дека ние сепак ќе добиеме средства, ќе ги објавиме трудовите, македонската јавност, светската јавност, нашите во светот ќе можат да го прочитаат она што ние имавме да го кажеме и нормално ќе оценат што сме сработиле. Дали беа уредно поканети сите тие заедно, тука морам да го вклучам и директорот на Институтот за национална историја, Драги Георгиев, и плюс сакам да ве прашам дали ги поканивте сите историчари од Институтот за национална историја, да не рече некој, јас не добив покана од одборот. Ајде ќе почнем одзади. Првично, веројатно, јас верувам дека сака да не минираат, не ги испратија поканите до сите оние до кои што ние побаравме, односно требаше да се испратат.
Знаете, вообичаено е кога има некаква средба или некаква информација да се подели со сите вработени. Ние дадовме еден рок за пријавување на научни теми, меѓутоа немавме некој одзив. И едноставно се прашувавме дали навистина колегите немаат што да кажат за Гоце Делчев. Испадна дека поканите не им се пратени. Па ние повторно го отворивме самиот термин, го пролонгиравме и дојдовме до цифрата која што ја спомнав, 46 научници од Институт за национална историја, од Институт за македонски јазик, од Институт за македонска литература, од Филозофски факултет Блаже Коневски, од Филолошки, се извинувам, па Филозофски факултет, од Институтот за безбедност, од Институтот за психологија, значи не можам да ви кажам колкав интерес имаше. Меѓутоа, сето тоа, откако навистина изреагиравме поради сето тоа што нам ни се правеше како обструкција. Тоа е првата работа. Значи, тие нашите колеги беа во тек од прв до последен момент со се што се случува во институтот, затоа што нормално и меѓу себе си разговараме кога ќе се видиме во ходник и се знае како домаќин реагира или работи кога се организира една конференција. Она што морам да го кажам, тоа е дека на предпоследниот состанок директорот се откажа од одборот, инаку беше дотогаш во одборот. Драги Георгиев. Драги Георгиев, тој кажа дека ете сме му подметнале кукавичко јајце, затоа што тој нема да го отвори собирот, а при тоа не сакајќи да види и самиот колку пати ја обструираше работата. Она што, значи, тој го кажа на тој последен состанок, вика, како, демек, јас бев на една телевизија во Македонија и кажав дека немаме никаква подкрепа од Министерство за култура и Министерство за образование и наука, а тоа се првичните министерства кои со нас соработуваат и за вакви работи секогаш треба да излезат во пресод. Тој кажа дека јас со тоа интервју толку многу сум ги навредила господата или господјата министерка за култура и господинот за образование и наука, што мене, да ви кажам, право ми дојде повеќе смешно отколку реално, затоа што кога Зошто ги навредивте? Затоа што реков дека немаме никаква соработка со нив, затоа што 4 или 5 пати јас се јавував и пишував мејлови до Министерката за култура, немав никаков повратен одговор. До председателот се бев обратила за да биде и наш покровител. Оттаму добив една информација телефонска дека тие ќе се консултираат со Министерство за култура и Министерство за образование, а бидејќи тие беа навредени, веројатно и овој беше навреден председателот. И испадна дека тие се многу навредени. Меѓутоа, знаете како, кога ќе го чуете тоа од устата на директор на Институт за национална историја, вие се прашувате дали директорот добро разбрал или овие навистина мислат дека се газди на народните пари. Сега ние не зборуваме за пари да му се дадат на одборот. Ние зборуваме за чествување 150 години од најголемиот син или најголемиот темел на македонското слободително движење. И вие, ако сакате да бидете минимум, значи минимум, да бидете достојни на таа функција што ја вршите како министер, вие треба прво да се прашате што сака или да си речете што сака дека зборува таа, јас ќе ја демонтирам на овој и овој начин. Значи, и ќе одам таму на самото отворање, и ќе презентирам тоа, и ќе земам збор, ќе се јавам. Тие воопшто не изразија желба да било како да учествуваат. Значи комплетниот збор бойкотираше. Јас му пратив и на премиерот, односно на советникот, некој советник, не знам како се вика, меѓутоа ги имам документите, му пратив мејл. И викам вака и вака, сакам да се видиме, да договориме, дали средба, не средба, затоа што кога организирате нешто што е на ниво на држава, вие ќе зборувате и со ѓаволот ако треба, независно ја што мислам приватно за нив. Јас сум официјално лице кое што треба сега да заврши една работа. Од таа работа
доколку тие беа доблесни, можеа толку многу да ајде не да чарат, туку едноставно да добијат на тежина дека ете некое македонско срце чука и во нив, меѓутоа ја изгубија таа шанса, ја прокоцка. Зошто? Затоа што Катерина рекла дека се некооперативни. Еве сега кажувам јавно, максимално се некооперативни и мене ми е многу жал што ете една преубава работа која што требаше да се случи исто така на 4-ти, не успеавме да ја завршиме. Тоа беше наградувањето на учениците за ликовната и за литературната творба. Меѓутоа, ете, тоа го оставивме за 10 октомври, денот кога се пренесени моштите на Гоце Делчев од Софија во Македонија, односно во Свети Спас во Скопје, и таму барем се надевам дека до тогаш нешто ќе им прочука во тие гради нивни и ќе речат ако веќе за конференцијава не бевме доблесни да дадеме некој мал придонес, барем наградите за децава ќе ги обезбедиме. Доколку не ги обезбедат, јас кажав и друг пат во едно друго интервју дека ние ќе се обидеме преку спонзори, преку пријатели, преку другари, преку лични пријателства, ние ќе обезбедиме. Значи, ние ја направивме конференција како што ветивме. Многу сум благодарна на секој оној кој што ни помогна. Не можам сега да ги спомнам затоа што некои дури не сакаат да се спомнат, да ни пратат инспекции. Мене ме интересира да ме кажете од 44 присутни или учесници. 46 научници, да. Без следев. Јас само мене ме интересира дали нешто ви остана вака. Знам дека е тешко да одвоите. Дали нешто ново произлезе од таа научна конференција која досега ние немаме слушнато, проучено и така натаму. Еве вака, значи да ви кажам, неколку работи имаше од колеги кои што се занимаваат со јазик. Ние не сме јазичари, ние сме историчари, претежно работиме или културна, онаша ја викаат историја на културата, или работиме политичка историја. Јазичната страна, односно јазичнијата дејност во учителствувањето на Гоце Делчев, нам ни е позната точно онака како што бара историјата. Предавал тоа и тоа, тоа и тоа. Имаше една многу интересна презентација, една колешка од факултетот, филолошкиот факултет, Ирина Бабамова, која што ни презентираше спомени на една соработничка, односно колешка на Гоце Делчев, која што во исто време предавала во истата гимназија каде што предавал и Гоце Делчев. Предавал француски јазик и ги презентираше неговите сведителства, презентираше сведителства кои што тој ги подпишал на негови ученици, го кажа, значи, распоредот на работата. Потоа наишла на документација и на уште други две негови соработнички, односно колешки, исто така, кои што предавале таму, кои што исто така имаат дадено своји видувања, односно своји ќавања за Гоце Делчев. Тоа беше, значи, еден многу интересен момент, бидејќи ние, например, го немаме видено тој дел. Мене како историчар никогаш не би ме повлекло да видам француски документ кој што зборува за неговото ангажирање како учител по француски јазик, затоа што јас тоа нема да го разберам, не го знам тој јазик. Зборуваме, значи, секој од нас, пак ќе повторам, секој од нас е стручен и вичен да зборува најмногу за она што го работи. И затоа нам ни дојде многу интересно дополнувањето на нашите сознанија со незините сознанија. Потоа имаше исто така и колеги кои што јазичари повторно, затоа викам дека тоа е нешто што на таа конференција и даде многу голем дух македонскиот јазик во писмата на Гоце Делчев.
Значи како тој се обраќа, со кои зборови, колку е автентично сето тоа, колку е архаично, колку јазично ние денеска го имаме извитоперено македонскиот јазик и не го користиме онака како што Гоце Делчев го користел, да речеме, како што други негови соработници го користеле во тоа време. Интересно, затоа викам, значи наша сега голема желба или цел ќе биде да се објават тие материјали, бидејќи навистина имаше и што да се чуе, навистина имаше што да се научи и го дополнуваме целиот оној багаж кој што ние си го имаме собрано во куферот за Гоце Делчев. Значи постојано доаѓа некое ново парче, да речам, во тој куфер и нам ни го збогатува целото она сознание колку тој се посветувал на воспитувањето на идните македонски генерации. Значи, кај него, пак ќе кажам, сето тоа треба да се прочита. Јас можам само вака делимично да ви го прераскажам, меѓутоа, далеку е тоа од она автентична прочитба на еден текст, едно четиво, кое што вас навистина ќе ве задоволи, мислам, душевно, не зборувам, значи, за телесно. Тоа е. Ме интересира, односно еве да посочам јас дека во исто време и во Бугарија, во така наречениот Македонски институт за историја, се одржуваше научна конференција под покровителство на председателот Румен Радев. Какви се реакциите од бугарската страна? Имате некакви сознанија? Па, бугарската страна ни порача да си ја научиме историјата, а бидејќи ние си ја научивме историјата, многу убаво си ја знаеме, фала му на Господа не обдарил со таква историја која што можеците да ни позавидуваат. И јас во тоа едно мое обраќање веднаш после средбата со председателот на собрание Џафери, кажав на една телевизија дека кога немате свое го крадите туѓото, се китите со пердуви на паун, а сепак останувате чавка. Так, добро, ајде ќе се обидам јас да се префрлиме на една друга тема. Само да видам дали ќе можам тоа да го направам. Со ова со сквернавењето, дали се гледа? Само да погледам. Се гледа. Јас гледам, да. Да. Ако е овој, да, господинов дотичен кој што името не заслужува да го спомнеме. Да, ќе мораме за слушателите да го спомниме. Тој е Виктор Канзуров. Се наоѓа оваа слика, се наоѓа во Мелник на гробот на Пиринскиот и македонски цар Јане Сандански и ги собрал, еве како што гледаме, јас оваа информација добив од нашиот колега Стојко Стојков. Ги собрал венците положени за Јане Сандански и со неговата сопруга ги депонира во контајнерот за ѓубре. Како вие го гледате, професор? Мене, ако ме прашате, контејнерот е можеби поприкладен за него, отколку за цвеќето. Ама ајде да не бидам саркастична до тој степен. Ќе речам дека јас лично се чувствувам многу навредено од себе и од македонската држава, што ние не успеавме за Јанета Сандански да направиме ниту една округла маса. Јане Сандански оваа година му се исто така 150 години од раѓањето. Неколку пати се обидов да поразговарам со одредени лица, вика дај истерајте го вие Гоце Делчев, оставете го Сандански, ќе има прилика, ќе има ова, ќе има она. Недостојно е, знаете, викаат за починатите се најдобро. Значи, недостојно е вие, еве ова, значи ова е во најмала рака немање на човечко битие во себе, вие да газите венец кој што е на нечие животно, односно вечно почивалиште, да му го газите животот на тој човек, вие не заслужувате, еве толков публицитет, јас ќе кажам,
На Стојко Стојков може би му е местото да го каже тоа, бидејќи нашите македонци таму знаеме дека не само што не се признати, туку во моментов се буквално и тероризирани, за да не се изјаснуваат како македонци. Најголемиот наш, зборувам сега како држава, најголемиот наш недостаток е во немањето, пак ќе го спомна тоа македонско чувство во срцето, што не заигрува, што не затреперува, затоа што кога вие ќе се откажете од сопственото малцинство во соседните држави, вие си го рушите мостот преку кој што вие можете да соработувате со тие држави. Минатиот пат зборувавме за македонците во Албанија и нивната желбата на бугарите да ги побугарчат. Да. Еве, фала му на Бога, тие знаат кои се, знаат дека не се бугари, нема проблем да некој од нив да земе и пасош, затоа што мора да избега од Албанија, условите таму се никакви, работа нема. Меѓутоа, друго ми е зборот. Овој дотичниот овде што го гледаме, Професор, ке само за слушателите да кажам дека Виктор Канзуров беше новинар во Нова Македонија и растење во Скопје, во Мичурин некаде таму плата, растење, јадење во Македонија и сега отиде на гробот да ги прави овие работи. Затоа зборувам. Да. Ние како историја имаме толку многу одродници. Народот не џабе македонски вика, она што не се купува со пари, се купува со многу пари. Колку е купен неговото чувство, можете да замислите. Меѓутоа, оваа слика нему ќе му донесе уште тродупло од тоа што веројатно е. И затоа и се сликал. Тој не се сликал дека затоа што покажува дека е ѓубре, затоа што некое цвеќе кое што од срце е положено на нечiji гроб, тој го зема и го фрла, туку затоа што со оваа слика треба да покаже, еве, јас македонците, демек, како ги третирам, како обично ѓубре. Сега, да речеме, кога вие одите, сега ова е, значи, пример од обичниот живот. Вие одите на некој си гроб кој што вам ви значи, предок ваш, близок ваш, не ваш, и оставате цвеќе. Оној што вам ќе ви го земе и ќе ви го фрли тоа цвеќе, вие не можете да го гледате не затоа што сте дали некој долар за тоа цвеќе, туку затоа што чувството што сте го вложиле во самото положување на тоа цвеќе, тој ви го гази. Ова е тоа. Значи, еве, еве точно ова. Јас ги газам тие македонци во Бугарија. Па кои сте вие? И не е уште друго проблемот. Овој лека полека ќе се врати во Скопје. И ќе си биде никому ништо. Разбирате? Некоја друга држава ова да го направи. Било која држава. Вакво скрнавење да направи. Па таа не само што нема да го прими, туку не знам, сигурно ќе си одговара онака како што има во законите, ако ние воопшто имаме во законите нешто, затоа што нели македонците во Бугарија не се наши. Професорке, ова лице јас го гледам секој ден на македонските телевизии и медиуми. Личности како вас и други многу ретко ве канат, а овај многу памет ни соли. Еве сега сметам, предпоставувам дека повторно ќе биде овај медиумска звезда во Македонија. Дури и во фрижидерот да отвориме ќе го најдеме. Тоа и го зборувам. Значи, за односот на македонската држава кон оние кои што ја скрнават. Ова е скрнавење на македонците. Да се разбереме. Нема одека ништо тој лично со, не знам, со цвеќето ово. Тој го гази, односно го третира македонецот како ѓубре и го става во контејнер за отпадоци. Значи, таквиот однос во било која држава, зборувам најодговорно, во било која држава, не да ќе биде санкционирано, тој ќе биде на сите можни начини оневозможено за следен пат да се случи. Овој ќе дојде из Македонија, ќе се искорзира и она што вие го зборувате нема место за нас. Нема место за нас, затоа што ние, моја работа, еве јас како историчар, моја работа е да ја кажам вистината.
Ако јас лажам, нека излезат и нека речат. Ќе се соочиме. Нека рече, еве, било кој, нека рече, ова не е точно. И ние ќе се соочиме и ќе се видиме. Меѓутоа, тие не смеат да излезат на телевизија со нас, затоа што се што сме кажале, сме го кажале со темелот и со чувството на темелот, а темелот нам ни е македонскиот дух. Оно што ним им треба сега, да внесат дополнителен раздор некој си, сега бугарите многу се присутни во Македонија и точниот. Мора да ги пишеме во уставот, зашто мора да ги пишеме во уставот? Зашто мора да ги пишеме? Зашто во Албанија ги пишеме? Затоа што Бугарија од гледна точка на член на Европска унија нас постојано не уценува со се нешто и ние наместо еднаш да кажеме доста, крај, веќе уцени нема, ние постојано се обидуваме, а сега да ги ставиме бугарите, а зошто па да не ги ставиме? Ма кој сте вие да ги ставите бугарите? Кој сте вие да смените име? Кој сте вие да менувате идентитет? Не, нас не пишуваат сегде северно македонци. Знаете тоа? Северно македонскиот јас му објаснував на Зоран Иванов дека е северно македонец насекаде надвор од Македонија, тој вели јас сум македонец. А ти си македонец таму кај што си во тоа. Јас сум македонец во ова студиото тука 2 со 2 метра. Ама ако излезам надвор, јас сум австралијанец спрема администрацијата австралиска. Така е, така е. Јас тоа им го зборувам, меѓутоа не можам јас да излезам накрај. Пак ќе ви кажам, еве да одиме на некоја телевизија. Еве да речеме дека одиме на некоја телевизија. Јас, например, освен Алфа, немам пристап, веројатно сум на списокот за непожелни. Освен на Алфа, не, мислам, далеку од тоа, вие сте, да речеме, надвор од Македонија. Во Македонија постојано сите телевизии, сите радија прават една фама, една замислена од нив некаква си ситуација, дека сите оние што не го поддржуваат она што тие го работат се против Македонија. И сега, не сакајќи нас да не прикажат како непријатели, душмани на тоа конечна спогодба со Грција, на тој не баре, не знам како го нарекува договор за добрососедство, јас никдека не видов таму добрососедство со Бугарија. А сите тие работи кои што ги прават, тие очекуваат ние сите да аплаудираме. Меѓутоа, кога си ја знаете историјата, кога си го знаете корен, кога знаете дека некој вам ви краде, како што Грција буквално ја украде античката историја на Македонија, јас и тогаш реков, минатиот пат реков и сега ќе речам. Еднаш нека кажат дали се грци, дали се елини, дали се македонци, нека решат. И да знаеме ние на што сме. А ние дека сме си македонци, тоа веќе не можат да ни го избришат, колку сакаат да ни го прилепуваат дека сме тоа ние северни. Само да ве подсетам, професорка, грците имаја шанса да кажат што се, нели, формираа држава 1830 година. Одамна тие можеа да се идентификуваат македонци уште тогаш. Зошто не се идентификуваа како македонци? Затоа што не се. Како ќе се, како ќе се идентификуваш ти бугарин? Не можам јас Ама не сум. Јас завчера имав интервју со македонецот Костур, 98 годишен. Овде во Австралија, учесник во Втората светска војна во Австралија, основоположник на македонската заедница, човекот ги разбира многу работите. На неговото палто го имаше сонцето. И некој грк му рекол, ова сонцето е наше, грчко е. И Мик Велоски му рекол, чие е ова сонце? Тој му рекол, наше е, грчко. Го извадил ова сонцето, од тука и му го дал. Му рекол, ако е ваше, земи го, носи го. Не, му рекол, тој не го сака. Значи бегал како ѓавол од Темјан. Немаат ништо. Имаја ли бугарите можност да го чествуваат Гоце Делчев од 1903 година до 1946 година? Имаја? Значи, за Гоце Делчев е толку чиста приказката,
што јас веќе не сум моќна да објаснувам колку ние треба да и фрлиме пепел на секое нивно зборување. Мене ме жести кога гледам дека нашите медиуми даваат толков простор, рекол некој си историчар, леле, овој бил бугарин, човече. Тој нити знае кој бил, нити знае што бил. Јас можам само едно да ви кажам. Бугарите го дале, значи секоја коска, се она што било во тие во останките на Гоце Делчев, значи коска не задржале, затоа што таму во Софија Илинденската организација е прва, значи прва која што го почнува тој процес на афирмирање на Гоце Делчев. Илинденската организација се македонци, не се бугари. И сега кога веќе тие со сите тапи и со сите документи се е подпишано, еве имаше и еден таков реферат од две колешки, од колешката Лидија Ѓурковска и колешката Габриела Топузовска. Значи, целиот процес на преместување, односно пренесување на останките на Гоцета Делчев во Скопје, до документ, до телеграма, до се. Еднаш бугарската влада не рекла, луѓе, Гоце Делчев е бугарин и ние на Македонија не смееме да го дадеме. Апсолутно нема такво ништо. Меѓутоа, тие се повампируваат оној момент кога веќе македонците во Пиринскиот дел на Македонија почнуваат многу сериозно не да го слават, туку да го чествуваат како своја икона. Сега, што е уште проблемот? Најголемиот проблем. Најголемиот проблем е тие да им објаснат на тие сите генерации што ги учеа дека во Бугарија не постојат македонци, да им кажат дека Пиринска Македонија 1913 година е бакшиш дадена од големите сили на Бугарија. Тоа не може да им го кажат. Таа историја сега не смее да се отвори. Исто како што со Грција не смее да се отвори Егејска Македонија. Па не постојат егејци, па не постои Костур, па сега е Касторија, не знам како се вика, па не постои Лерин, па не постои... Се живо изменија. И ајде сега кога веќе ние го зборуваме ово, да ја прашаме Европа. Дали ти, господјо Европа, знаеш дека овие твои распредени чеда веќе не се поднесуваат? Меѓутоа, кога вие имате проблем со луѓе кои што себе си не можат да си се дефинираат, еве да речеме овие долу јужниве, тие не знаат дали се грци, македонци или ни, овие другиве не знаат дали се македонци, татари, бугари, не знам што се, а самите луѓе во Бугарија, вие немате дете крстено Гоце Делчев, односно Гоце. Ние на самата конференција имавме барем тројца што се викаа Гоце. Да, Гоце Панговски беше. Да, не, имавме и гости, онака луѓе од страна кои што дојдоа и сакаа да присуствуваат, значи двајца од тие колеги се Гоце. Што ми е зборот? Зборот ми е дека ние, како историчари, како македонци, како луѓе кои што одговараме со нашата струка и со нашето достоинство пред овој македонски народ, независно каде е, независно дали сте Австралија, независно дали се Канада, независно каде се. Ние одговараме со нашето достоинство пред вас за да ја кажеме вистината. Ако некој од нашите, преска го спомнавте директорот на Институтот за национална историја, Драги Георгиев, ако некој решил да си го продаде мајчиното млеко, ние не можеме да го запримиме. Ама не ме терај мене да го направам истото злодело кое што го правиш ти. Сега тие сакаат, покривајќи се со некоја комисија, за која што 100 пати сум рекла дека е најголемото зло во Македонија што ни се случува, со некоја комисија покривајќи се, тие сакаат на сите нас, вклучително и вам таму кои што сте, да ни го сменат геном. Јас немам ништо бугарско. Јас немам ништо грчко.
Меѓутоа проблемот што тие имаат проблем со мојот ген, сега треба да стане мој проблем. А јас немам проблем. Професорка, вие со вашите говори, овие кои ги давате јавно, сметам дека ќе охрабрите голем број од нашите колеги, од историчарите, новинарите и така натаму, кои ќе дадат повеќе простор на лица како вас и некои други кои жестоко се го бранат она што е исправното, што е македонското и така натаму. Пред малку вие спомнавте околу идентитетот, дека тешко го поднесувате и ве боли кога ви го рушат идентитетот. Ние имавме заеднички тиранска платформа против идентитетот, Преспанскиот договор, имавме тој така наречен добрососедски договор со Бугарија, потоа уште еден удар имавме во врстелото на македонскиот народ, пописот, и сега имаме пред 2-3 дена признавање на некаква Охридска црква. Нема таму во писмото, го читав јас, Охридска архиепископија, нема Македонска православна црква. Во вториот параграф пишува дека понатаму треба МПЦ или Охридските овие што се црковно достојници, кои се сега признати со без име, ќе треба да преговараат со Српската православна црква за статусот на Македонската православна црква во иднина. Како вие го гледате ова признавање? Што признаат тие? Ајде вака, јас да ви кажам дека во црковни работи се разбирам толку колку што сум голем верник. Ете, животот ме научил дека кога ќе немам излез, викам Господи помогни. И не се либам да кажам дека тоа што сумете некој интелектуалец ми брани да си верувам и да си ја почитувам собствената вера. Мене, значи, како ми звучи, пак не зборувам, значи, од црковен поглед, да се разбереме, ова е моје лично мислење. Од национален Да, лично, ова е лично мислење. Не ве прашувам за духовното, не ве прашувам за националните македонски интереси. Моето чувство повеќе дека ова Охридска црква се однесува на црквата на Вранишковски, меѓутоа премолчно кажано, затоа што ние во Македонија знаеме 3 дена да памтиме, после тоа нешто друго ќе ни се случи, па тоа првото ќе го заборавиме. Оние другите памтат дека било некое време кога Вранишковски бил сатанизиран, да речем, меѓутоа со право, јас барем така се чувствувам, и беше една реална, значи многу реална судска процедура преку која што се докажа некои негови, да речем, кривични дела. Си беше санкциониран, заврши тоа. Меѓутоа, интересот на оние кои што се негови патрони, а тоа е Грчката православна црква, верувам дека во овој момент почувствува дека ние сме толку кревки, бидејќи нели бугарите ни го разнишуваат националното, овие да ни го разнишаат верското, и значи и световното и духовното да го изгубиме во еден момент како некоја симбиоза. И сметам дека, не знам, можеби православната македонска црква гледа поинаку на некои таму делови во тоа писмо. Јас така се чувствувам. Мене ми е многу жал што животот ме научил да не верувам во подароците на данајците. Знаете, она латинската не верува на данајците и подароците кога ви носат. Да, и јас не верувам во тоа. Не верувам во некоја си доблест на луѓе кои што 30 години буквално не омаловажуваат. Од друга страна верувам во македонското ткиво, односно во верниците, кои што навистина си ја сакаат Македонската православна црква и си ја посетуваат. Јас многу често знам, значи, да појдам и во црква каде што има навистина голем број на верници. Таа ни е некоја онаа духовна мајка нам.
Ако тие, значи, доколку тие видат нешто повеќе од она што јас го гледам во моментов, јас ќе бидам среќна. Многу ќе ми биде драго да грешам. Ама во моментов, ете, тоа е моето горчливо чувство. А дали е така, не е така, ќе кажат оние што се повикани за црковното прашање. Да, тие го прифатија, веќе затоа ве прашував, тие го прифатија со обете раце го прифатија, сега ќе можеле да сослужуваат во Атина, во Софија и така натаму. Ќе видиме. Професорке, ако нешто не ве прашав да сакате да кажете, повелете, веќе 50 минути трае интервјуто. Само да ве поздравам, да ви се заблагодарам што ете и денеска бевме заедно, што нашите македонци таму можеа да чујат она што јас имав на душа, сакам да го кажам, го споделив ете со вас. Верувам дека ете уште некоја друга прилика ќе имаме да се чуеме, да се видиме. Многу поздрав до вас, многу поздрав до сите македонци таму и секаде кај што сме на светов, да не има, да ни е вечна Македонија. Амен, само сакам да ви пренесам дека еве нашите слушатели на македонската радиопрограма 3 пати Z веќе ве прифатија на големо, така да речам. И да, и неизбежно ќе биде да бидете наш гостин или гостинка на нашата радиопрограма и во наредните неколку, да речам 3-4 недели, најверојатно па повторно ќе се слушниме. Ќе се видиме и ќе се чуеме. Така, штом слушателите тоа го бараат, ние за нив. Апсолутно, ние сме тука, ние работиме за народот. Така. Не работиме за себе. Ви благодарам многу и Македонија вечна, како што рековте. Не, вечно да ние. Ајде, пријатно. Пријатно.